Вака, од птичја перспектива, изгледа просторот на влезот од Тетово кога се доаѓа од Скопје. На 20 хектари распослан имот во кој значаен удел се уште има државата. Просторот на двата поранешни државни загубари, Монопол и Шик Елак, 40 години старата спортска сала и паркот кој не се одржува. Токму на оваа површина, иницијативата Тетово сака парк бара од локалната власт да направи градска зелена оаза. Процесот го почнаа 60 истакнати тетовци, а го поддржаа околу 3000 граѓани. Во 21. век, кога светот драматично брзо се развива, да зборуваме за утврдување на намена парковска на дел од јавно добро, на државна собственост, па дури и на мешовита собственост, само затоа што тоа е неопходна веќе потреба станата на градот, каде не води тоа? Што кажува тоа за нас? Доколку тоа е огледало на она што сме ние, какво општество сме ние? За иницијаторите, овој простор е последно неизградено градско ткиво кое може да се обедини во парк. Според архитектот Благој Аристовски, тоа не е невозможно, бидејќи 87% од просторот и припаѓа на државата, а само 13% е во приватни раце. Кога ние го планираме просторот, ние уредуваме всушност живење, ги уредуваме потребите на луѓето. Затоа всушност и јавниот интерес го имаме како посебна точка во Законот за урбанистичко планирање, па таму е дефинирано дека јавниот интерес задолжително се штити при планирањето на просторот, додека приватниот интерес се разбира е обезбеден со закон. Иницијативата Тетово сака парк се формираше на 21 февруари годинава. Активистите се сретнаа и со советниците во општина Тетово, на кои им го презентираа барањето. За независниот советник Хамди Сулејмани, идејата е прекрасна, но тешка за реализација. Причината за тоа, смета Сулејмани, е што приватната собственост на посочените локации е многу поголема, бидејќи имотите не се запишани во катастарот и за нив се водат процеси за дооформување и приватизација на земјиштето. За да се експроприира комплетно таа земјиште, би требало на општина Тетово да има да обезбеди 60 милиони евра, за да го обезбеди и да го направи парк. А Тетово општина денеска е со 24 милиони евра долг и замислете, 10 години не може да се отвори булевар кој што не може да се исплати, булевар Благој Атовска, а замислите тоа што би било за 60 милиони евра експроприација на сите тие земјиште кои се од приватна собственост. И градоначалникот Билал Касами смета дека иницијативата е добре дојдена и дека на Тетово му е потребно раззеленување, но не на посочените локации. Да, ќе има зеленило и тоа е наша цел да се зголемат зелените површини во градот, но не може да претендираме дека во тој дел каде што воглавном е приватна собственост да направиме парк. Значи, ние ако имаме поддршка од тие активисти, ако имаме поддршка од централната власт, ние сме подготвени да седнеме и да изнаоѓаме алтернативно решение за зголемување на паркови и зеленила во делот на градското урбано подрачје. Локациите пикирани за градски парк зафаќаат простор од 4 детални урбанистички плана. Еден од нив, оној што го опфаќа Шик Елак, советниците во општината со мнозинство гласови минатата недела одлучија да го суспендираат. Дополнително, донесоа одлука и за измене и дополнување на постоечкиот план. Сите планови кои што ќе се обработат, ќе се донесат во Советот на општина Тетово, ќе се направи јавна дебата, каде што ќе има консултација директно и со инвеститорите. Секој инвеститор има право да си го брани својот интерес и да бара тоа што може. Значи, сите знаеме дека таму намената е А, никој не успорува кој од тие инвеститори кој каква намена барале, но сакаме еден похуман план. Деталниот план за Шик Елак, на кој беа впишани маркички за 4 трговски единици и 27 седумкатници, го донесе предходниот совет предводен од ДУИ СДСМ, а го замразна мнозинството во новиот совет составено од БЕСА, Алијанса, ВМРО ДПМНЕ и независните од Најдобро за Тетово. Во елаборатот, врз чија основа е суспендиран ДУПот, пишува дека станува збор за површина од 71.000 метри квадратни, каде е планирано домување на градежно земјиште од 44.494 квадратни метри. За комерцијална намена се предвидени 16.024 квадратни метри, а за секундарни сообраќајници 10.479 квадратни метри. Доколку се примени пресметковниот стандард од просечни 25 метри квадратни изградена површина за домување на еден жител, ќе се добие податокот за вкупниот број жители во планскиот опфат, кој е над сите урбанистички стандарди, односно изнесува 5600 жители.
Од ова пак произлегува дека густината на живење во новопланираниот плански опфат би била 1600 жители на хектар, што ги надминува сите урбанистички стандарди за централно градско домување во стамбени блокови од класата на намени А2, кои изнесуваат од минимум 250 до максимум 500 жители на хектар. Кога се прави суспензија на детален план, се бара и мислење од Министерството за транспорт и врски. Во случајот, ресорот што го води Благој Бочварски од СДСМ изработил мислење кое не е на иста линија со комисијата во општина Тетово, која го изработила елаборатот. Во одговор на транспорт од 21 март годинава се наведува дека деталниот план донесен од претходното раководство не е спротивен на законската регулатива и дека е донесен во соодветна процедура. Според градоначалникот Касами, целта не е да се променат маркиците во ДУП-от, туку да се примени јавниот интерес. Целта е да во соработка со инвеститорот и со планерот ние да го зголемиме и да го подобриме јавниот интерес во делот на проширување на улиците, во делот на проширување на тротоарите, во делот на изнаоѓање на место каде што ќе има зеленило согласно закон. Деталниот план за Шик Елак стана познат во јавноста откако беше донесен еден ден по договорот за нова влада ДУИ СДСМ во 2020 година. Пред да се изгласа, газда на значителен дел од Шик Елак стана контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Давидович Дака. Според податоците од катастарот, тој се уште е собственик на добар дел од локацијата. Парцелите кои се во државна собственост се на име на Република Северна Македонија, а дел на УЈП и ПИОМ. И покрај можноста за укрупнување на земјиштето, откако владата во времето на Зоран Заев преку 3 огласи даде согласност за продажба на имотот што го поседуваат државните институции со подавка преку нотар, тоа не се случи. 360 степени преку барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, побара информации од катастарот дали во периодот од 2020 до април 2022 година е направена некаква промена во сопственоста. Одговорот го очекуваме. Во меѓувреме, дојдовме до документ во кој Давидович пред 2 месеца изразил подготвеност да го продаде својот удел во Шик Елак на градежната компанија ЛЗ Инвест од Тетово. Документот е насловен протокол за купопродажба на недвижен имот, во кој се наведени парцелите кај кои Дака е сосопственик со државата. Се работи за 2 имотни листа. Во едниот поседува околу 8500 квадрати од вкупно 17300, а во другиот имотен лист околу 6000 од 17350. Во членот 2 од документот пишува: Продавачот води постапка за целосно дооформување и приватизација на земјиштето согласно градежните парцели, сето тоа согласно генералниот и деталниот урбанистички план, односно води постапка за приватизација на имотот опишан во член 1, како и земјиштето со површина од 21.186 метри квадратни во сопственост на Република Северна Македонија и води постапка целокупниот имот да биде заведен на негово име пред Агенцијата за катастар на недвижности. Протоколот представува изразена волја за продажба на земјиштето, но нема тежина на преддоговор. Во него не е наведена ниту сума, но се наведени адвокатите на странките. Црногорскиот бизнисмен Дака го застапува адвокатското друштво Шилегов и партнери на поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов. Додека адвокат на потенцијалниот купувач, тетовски бизнисмен, е правниот застапник на поранешниот премиер Заев, Ване Андреев. Останува неизвестно како одлуката на општината за суспензија на планот за Шик Елак ќе се одрази врз евентуалниот договор меѓу Дака и ЛЗ Инвест за купопродажба на земјиштето. 360 степени пред 2 години го истражуваше случајот со парцелите кај Шик Елак. Опозицијската ВМРО ДПМН тогаш обвини дека владата на Зоран Заев го распродава државното земјиште на Дака за ситни пари. Се појавија и бомби, разговори меѓу Дака и Зоран Милевски Кичеец, кој за 300.000 евра бил посредник на црногорскиот бизнисмен. Во разговорите се споменуваше и поранешниот генерален секретар Драги Рашковски, но по нивното објавување Дака изјави дека првите пари на Кичеец му ги дал во 2016 година. Меѓу редови сугерираше дека Кичеец посредувал и во периодот пред Заев да стане премиер.